Советниците на утрешната редовна седница ќе одлучат дали и во наредниот период ќе продолжат субвенционираните трошоци за општинскиот линиски превоз, за комуналните услуги, за наставните, воннаставните и спортските активности по пливање во затворениот градски базен, за учениците од основните и средните училишта од општина Куманово. Ова се само дел од 34 предложени точки на дневниот ред. Ќе се дискутира и за предлог измени и дополнување на буџетот на општина Куманово за 2024 година, но и за неколку точки од областа на урбанизмот. На седницата треба да биде презентирана и информацијата за преземени мерки и активности од страна на полициската станица од општа надлежност Куманово во текот на првото полугодие од годинава. Седницата е со почеток во 10 часот со директен пренос на Телевизија Плюс. Во населба Карпош и село Тромеѓа за утре се најавени прекини во снабдувањето со електрична енергија. Од 9 часот и 30 минути до 11 часот и 30 минути во населба Карпош струја ќе немаат дел од корисниците на улицата 100, потоа корисниците од улицата 200 до улицата 210, улица 221, 222 и улица 223. Од 12 до 14 часот без електрична енергија ќе останат потрошувачите на улица 1 до улица 12 во населба Карпош. Од 8 часот и 30 минути до 14 часот и 30 минути без струја ќе бидат дел од корисниците во Кумановското село Тромеѓа. Сопствениците на хаварисаните возила од денеска до 28 ноември годинава може да се јават на телефонскиот број 075-221-372 во периодот од 8 до 16 часот секој работен ден со цел службите на јавното предпријатие Куманово паркинг бесплатно да го транспортираат возилото до лиценцираниот отпад. Акцијата за отстранување на возилата кои не се во исправна состојба, а се паркирани на паркинг простор или пак на јавна површина е започната, но како што не известија надлежните денеска до 13 часот и 30 минути, ниту еден граѓанин, собственик на хаварисано возило, не ја искористил можноста што ја нуди општина Куманово во соработка со секторот за внатрешни работи Куманово и јавното предпријатие Куманово паркинг. Акцијата беше најавена минатата седмица на пресконференција во општина Куманово од претседателката на Советот, воедно и координатор на работната група формирана со одлука на локалниот совет за превенција Ивана Ѓоргиевска. Предходно за отстранувањето на возилата говореше и виде директорот на јавното предпријатие Куманово паркинг Андрија Мачовски, кој најави проширување на зоната Б на неколку локации во Куманово по нова година, но како што кажа, првин да се ослободи паркинг просторот од хаварисаните 70 на возила. Спремни се проектите, но пред тоа почнавме еден мал проект во изработка е за отстранување на хаварисани возила, каде што имаме негде според информација од инспекција, комунална инспекција од општина Куманово, дека се околу 70 возила, кои што треба првин нив да ги отстраниме и после да продолжиме со процесот на пуштање без зона и каде што можеме максимално да ги прошириме паркинзите, бидејќи знаеме каков е просторот и какви се ситуациите во градот, тие се местата што ги имаме за паркинг се тие. За без зона мислам дека се трудам јас како директор во најбрз и на најдобар начин да го направам тоа, заедно во соработка со СВР Куманово и општина Куманово, каде што имам поддршка од Советот на градот и се надевам дека после нова година би требало да стапиме на сила со пуштање на беза. Во неколку наврати состаноци, први нели се работи тука за граѓаните. Ние сакаме да излеземе во сусрети да помогнеме прво за граѓаните. Октомвриска револуција, како што ме прашавте, е готов проектот, треба да се отпочне со ицртување и реализација. Исто така и таму имаме голем број на хаварисани возила, каде што затоа го и почнавме почетокот за отстранување во тој дел, така да станува збори за без зона улица Карл Макс. Ова овдека моментално се тие. Каде е минатиот месец, значи за септември зборувам, околу 500 и нешто возила имаме кренено паралелно заедно со двете возила. Од процентуално можам негде да ви кажам, околу 10-15% сигурно има покачено. Се уште е почеток, знаете како е додека ги организираме вработените, али се трудиме што може повеќе да направиме ред во градот.
Секторот за внатрешни работи Куманово информира дека изминатиот викенд во полицијата било пријавено дека на крстосницата од улиците Народна револуција и Салтер Наумов се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко возило Пежо со скопски регистарски ознаки и мопед Волта со кумановски регистарски ознаки. Возачот на мопедот се здобил со тешки телесни повреди и бил пренесен во општата болница во Куманово за медицински третман. На местото на незгодата бил извршен увид од увидна екипа на СВР Куманово, која ги истражува причините за инцидентот. Дваесетина локални производители вчера беа дел од втората манифестација Есенско пазарче во Ново село, каде што имаа можност да ги представат домашните производи по старите рецепти, традиционалната кујна, но и рачните изработки кои привлекоа голем број посетители. Целта е да ги поттикнеме малите локални производители да се активираат, да го изложат тоа што го имаат, но и младите повеќе да се вклучат во развојот на Уминдол, Ново село и Љубодрак, вели Роза Трајковиќ, председателка на Сдруженијето за рурален развој УМАСТО, организатор на Есенско пазарче. Со оглед на тоа што ова е локален настан со локални изложувачи, ако не ви прече, јас ќе продолжам на локален кумановски да се обратам за автентиката да биде сосема зачувана. Добродошли у Ново село на наше друго есенско пазарче поред, кое што углавном ставља акцент на локални производители од Уминдол, Ново село и Љубодрак, меѓутоа и од цело кумановско поднебље. Како што кажаме, ово е друга година поред да се организира. Тие што биле лани знаев колку бесу поскромни почетоци, сега малце повише раснемо и сазревамо, да кажемо, и тој ни е тенденција да продолжимо и за надале. Сакам да кажам дека импонира самиот факт што масовноста и луѓе во насмеаните лица на присутните, тоа кажува дека сме на право место, во право време и со прави луѓе. Во име на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, манифестацијава е поддржана, што значи дека во идниот период, во иднината имаме чувство за кривење на политики и поддршка на вакви едни мали, значајни, но и иницирачки настани, кои се надевам дека ќе прераснат во традиција, доволува фактот што се наоѓаме и на еден капацитет кој во минатите 10-15 години самостојно успеа да се избори на пазарот од нива до конечен производ во маркети. Тука присутните излагачи сакам да ги поздравам кои традиционалните јадења ги донесоа и изложија во дека уедина ќе сме тука, ќе го поддржуваме настанот и политиките кои ги креира Министерството за земјоделство е се во насока на развој на целиот регион. Имаме ликери, 4 врсте, домашна ракија, домашни джемови од копина и шипки, ајвар, джинки, домашни сокови од копина и вишња. Јас на мојата тезга нудам зеленчуци, а во исто време се занимавам со рачни изработки, така да изработувам кукли, чорапи и кои други работи. Ние сме тука од соседното село Љубодрак и се занимаваме со земјоделие. Така, излеговме денеска. Денеска ми е прв пат овдека и се надевам дека нема да биде последен. Манифестацијата е прекрасна, организацијата е прекрасна, домаќинката ни е прекрасна. Производња наша правење домаќе, банице, селске, растрзане, сукане, с јабуку, с тикву, имамо с спанач, имамо с блитву, нудимо, имамо кифлице, домаќо. Тазе домаќо, гарантирамо. Имамо исто домаќи јајца, што су отворене надвор пасе кокошке, гарантирамо за домаќу храну и домаќу производњу. Плюс с наши разни производи. Сладка имамо доволно, компоти сладка од смокве, домаќе сливе, сокови, домаќи. Ние изработуваме рачно цртани шолји за чај, за кафе, со боја што не се брише и што може да се мие во машина за садови. Во секоја шолја има чајчиња од домашно производство и се сушени природно. Мојата винарија се вика Томино винарија.
регистрирана е 2021 година, после 3 години сме на пазар. Имаме 3 сорти моментално: Шардоне, Кабарне и Мерло. Сите тие 3 сорти се во барик варијанти. Трудно се занимаваме со со лешњаци и произведуваме. Имаме 2,5 хектара лешњаци и произведуваме мед со лешњат, печени лешници и лешњак, какао и мед. А уште од прв пат кога бев, беше страшно интересно за мене, затоа што покажува автентичната култура тука, покажува кујната, разни стари рецепти, стари кои што се направени од луѓето што живеат тука и беше од секогаш многу интересно. Понатаму други содржини внесовте, разгледување на селото, историјата, што стварно е многу интересно за луѓето што не го познаваат. Секторот за внатрешни работи Куманово информира дека на 28 октомври годинава 40 минути по полноќ полициски службеници лишиле од слобода 28 годишен кумановец бидејќи физички ја нападнал неговата сопруга. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Министерството за внатрешни работи соопшти дека вчера во 18 часот и 20 минути било пријавено дека на крстосницата од улицата Веселин Маслеша и улица 500 во Куманово се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко возило Volkswagen Golf со кумановски регистарски ознаки управувано од 60 годишен кумановец и мопед управуван од малолетник од село Тромеѓа, Кумановско. Во незгодата, како што соопшти од МВР, со тешки телесни повреди се здобил малолетникот, констатирани во општата болница Куманово. Извршен бил увид од увидна екипа од секторот за внатрешни работи Куманово. годишен кумановец од селото Ваков се здобил со тешки телесни повреди откако со својот автомобил марка BMW излетал од патот во селото Проевце, информираат од Министерството за внатрешни работи. Во незгодата соопшти МВР, со тешки телесни повреди се здобил возачот, констатирани во општата болница Куманово. Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Куманово. Економската безбедност и зачувување на финансиските интереси на државата преку поголема ефикасност во наплатата на приходи се клучни приоритети на Царинската управа, при што работиме на унапредување на царинските процеси, се со цел подобрување на конкурентноста на македонската економија. Ова беше главната тема на која што денеска директорот Бобан Николовски дискутираше со директорот на Дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони Гоце Димовски. Во однос на прашањата кои беа тема на дискусија на состанокот, директорот оствари работна посета на Царинската испостава Слободна зона Скопје со цел увид на состојбите на терен. Директорот на Царинска управа Бобан Николовски истакна дека унапредување на царинските постапки и олеснување на легалната трговија, но и сузбивање на нелегалните дејства е клучно за подобрување на условите за водење бизнис и привлекување нови странски инвестиции. Двете страни воедно договорија унапредување на соработката помеѓу двете институции. Обезбедувањето на поволна инвестициска клима е нашата главна цел, а успешната соработка со Царинската управа е од клучно значење, олеснувајќи го работењето на компаниите во зоните, при што се нудат нови можности за зголемување на нивниот капацитет за раст и развој, истакна Димовски.